Расте бројот на лица со дијагностициран карцином кој подеднакво се појавува и кај мажите и кај жените. Кај понежниот пол најчесто се јавува на дојката и на грлото на матката, додека кај мажите најчесто е на простатата, информираа денеска од Центарот за јавно здравје Кочани. Доколку се погледне процентуално кај мажите и кај жените најзастапен е карциномот на дојка, со тоа што имаме вкупно пријавени 326, а ново откриени во 2017 година се 53 заболени или во проценти прикажано 16,2% од вкупниот број на заболени. Додека кај мажите најзастапени се карциномот на простатата и тоа со вкупно имаме пријавено 125 заболени, 2017 година ново откриени се 28 заболени или 22,4%. Од добиените податоци кои се однесуваат на териториите кои ги опфаќа Кочанскиот центар за јавно здравје и тоа Виница, Пехчево, Берово, Делчево и Македонска Каменица, во 2017 година пријавени се вкупно 1205 заболени, додаде директорката Манасиева. Поред доставените пријави за малигни заболувања пристигнати во Центарот за јавно здравје од Кочани, кој што ги покрива општините Кочани, Виница, Каменица, Берово, Пехчево и Делчево, за 2017 година имаме пријавено 1205 заболени, од кои ново откриени се 226 заболени или 18,8% од вкупниот број на пријавени. Од година во година расте бројот на пријавени лица од карцином, што значи дека бројот на новооткриени лица е зголемен за 18,2%. Бројот на новооткриени заболени од карцином расте. Споредбено со 2016 година, вкупен број имало пријавено 982, од кои новооткриени биле 185 лица, што значи во 2017 година овој број се зголемил за 223 лица на вкупниот број, а бројот на новооткриени се зголемил за 41 лице. Тоест бројот на новооткриени е зголемен за 18,2% во општина Кочани и од соседните општини. Речиси 80% од малигните заболувања се должат на факторите на надворешната средина, начинот на живот и дејство на луѓето и нивното однесување, навики и обичаи. Докажана е улогата на 4 различни ризични фактори: употребата на тутун и производи од тутун, нездравата исхрана, намалена физичка активност и употреба на алкохол. Употребата на тутунот е најважниот фактор на ризик за рак, кој предизвикува околу 20% од смртните случаи од рак во светот и околу 70% од смртните случаи од рак на белите дробови во светски рамки.